Пругата кон Бугарија мора да се гради. Европа дувна во перонското свирче. Европа на работна војна. Како руската хибридна војна може да прерасне во воен конфликт со целосни размери. Партизација. Спротивно на законот, партиски функционер на ВМРО ДПМН е на чело на Агенцијата за национална безбедност. Социјални мрежи. Химната на ВМРО ДПМН е ечи во Кумановски супермаркет, ВМРО-ските ботови со говор на омраза против новинарот Фуркан Салију. Антикорупцијска бара укинување на буџетското финансирање на изборните кампањи, нешто што и Цивил го предложи уште во април минатата година. Унгарија влегува во телекомуникацијскиот систем на Северна Македонија преку 4IG групацијата. Што содржи планот за победа на украинскиот председател Зеленски и како го пренесоа македонските медиуми. Светска банка ја ревидира прогнозата за економски раст на земјава, најниска во регионот и во наредните 3 години. Една недела пред изборите, Трамп ќе го одржи својот највознемирувачки спектакл досега. Ова е само еден мал дел од околу 250 наслови што ги објави медиумската платформа на Цивил на македонски, албански и англиски јазик во изминатите 7 дена. Добре дојдовте во колегиум. Добро дојдовте на колегиум, колешки и колеги. Да почнеме прво за темите кои ги набројав, само еден дел се од тие 250 и повеќе наслови кои се објавени на трите јазици во нашата медиумска платформа. Да почнеме накратко да представиме што досега имавме, а се разбира во вториот дел и да видиме што ќе правиме во наредните денови на нашата медиумска платформа, а се разбира доколку има и за некоја активност на организацијата. Да почнам со Драган, дали може, со надворешна политика. Најмалку не боли или не е баш така? Очигледно не е, пошто ако ги гледаме реакциите на социјалните мрежи на медиумите овдека, како поише да се засекирани дали Русија како Русија реагирала на планот на Зеленски, отколку директно на планот на Зеленски. Кој, еве да почнам со него, после неколку дневно, да го речам, пречвакување, го објави конечно и во украинскиот парламент. Реакциите се различни, се уште не се конкретизирани барем кај партнерите, меѓутоа не идоа на барем првично одобрување, ако се гледа конкретно според изјавите кои доаѓаат од странските медиуми. И надписите, меѓутоа, во домашните медиуми многу повеќе може да се прочита за тоа дека Русија го отфрлила планот. Нормално. Да, тоа се такви... Можем да прочитам како дел од насловите, Кремљ го отфрли планот за победа. Москва го отфрли мировниот план на Зеленски, и на мировниот план се префрлија. Малце ги измешале тука лончињата. Па има изјави, разноразни изјави од Песков, од Захарова, одат до тому што дури еден, морам да го споменам, ајде нема да го кажам со име, меѓутоа еден портал на еден од, да ги наречам, брдовите на македонското новинарство, се дозволува во наслов со капслок да напише "Ало Зеленски, разбуди се". Браво, одлично. Јас мислам дека ова е причина повеќе, Драган, да продолжиш со што е можно поинтензивно информирање за јавноста и навистина да дознае што е формулата за мир на председателот Зеленски, а се разбира и во што се состои планот за победа. Така, планот за победа... Што ќе те прекинам, значи за ова ќе зборуваме и во вториот дел, можеби, доколку имаш потреба, се разбира. Мислам дека ти го напише оној текст за Светската банка, дека има лоши прогнози за нашиот развој. Може да споделиш 2-3 поенти од таму? Па, секако, не баш со драго срце, меѓутоа, тоа е вистина, како беше тоа, од вистината не се бега и
Значи, покрај тоа што, еве, морам да споменам помпезните најави, билборди низ град со 100 дена влада, вакви успеси, такви успеси, ние ќе отидеме ваму, ќе отидеме таму. Светската банка, за жал, вистината ни ја плесна во лице. Македонија има ревидирана стапка на раст и оваа година ќе биде меѓу ревидирана, и тоа од пролетната. Есенската стапка е ревидирана во однос на пролетната, намалена е за 0,7% и е најниска во регионот. И што е најтрагично, се очекува таква да остане во наредните 3 години. На дното на Западен Балкан според економскиот раст. И тука сега има поголеме текстот за тоа кои се све образложенијата, меѓу битните карактеристики според кои дошле до ова ревизија, се споменува, повторно се споменува заемот од Унгарија, кој иако релативно поволно е оценет според каматата што ја нуди, и постои стравување дека тој нема да ги затвори дупките, напротив ќе го зголеми јавниот дефицит, најверојатно претпоставам поради тоа што нема механизам за следење на тоа како ќе се пласираат средствата, за разлика од од земите од сериозни институции кои имаат и откако ќе се дадат стварите, после тоа имаат и следствено каде и како смеат и како се трошат. Овде нема никаков план за програма, тој им е едниот од... Ќе се вратиме на надворешната политика, се разбира. Да дополнам во однос и на тоа во насловот што го кажа, се работи за непристапувањето кон реализација на коридорите 8 и 10. Тоа што го спомнати. Што се исто така сериозен фактор, да. Да. Тие се, јас ги извадив како е така малце по... Да, инаку првиот наслов што го прочитав е на Љубомир Костовски, кој утринава, чиј текст утринава го објавивме. Тоа е една обширна анализа за сите аспекти на коридорот 8, меѓутоа од аспект на сите можни факти, меѓутоа и сите можни лаги кои ги придружува темата на коридорот 8. Инаку се работи за ветување старо 3 децении, 30 години, сите структури на влади и власти ветува продолжување на работите во коридорот 8 во рамките на проектот за коридорот 8, а оваа најновата власт дури во еден момент се прослави со изјава и со ветување, односно навестување дека ќе го прекине, за потоа веднаш да се предомисли откако доби известни совети од меѓународната заедница. Тоа изгледа на Николовски му дошло како видел дека Северна Кореја ги минираше патиштата кон Јужна Кореја, па така. И дека може поноа на неговиот стар ментор дај со динамит тоа да не го тупиме. Точно така. Дехран, дали може да видиме нешто повеќе за тоа што работеше ти, работеше многу, меѓутоа еве тоа што го спомнав, дали е окей да споделиме 2-3 информации за партизацијата, односно дека спротивно на законот, партиски функционер на ВМРО ДПМН е на чело на Агенцијата за национална безбедност. Дали може нешто повеќе да споделиш овде и дали мислиш дека темата е затворена или треба уште да се работи? Да, Џабир, ти ви текна првиот ден кога дојдов. Првата работа беше, ова да не е фейк ньюс, треба да ја провериме дали на вистина е тоа така. Да, навистина многу често ни се случува да прочитаме некое соопштение или вести да мислиме дека е фейк ньюс, затоа што е практично неверојатно. Да, извини, повели. Да, Џабир, после тоа сфативме дека човекот кој што ќе треба да ни гарантира безбедноста и е прв човек на Агенцијата за национална безбедност, всушност не само што е партиски човек, тој
наводно си поднел оставка од партијата во 2023, но и тоа преминал нели после тоа во МВР, но не е јасно кога ја поднел таа оставка, дали со доаѓањето на техничкиот министер, па тогаш си дал оставка од партијата, па да го напредат во МВР, пошто сега имаме простор за нели да предпоставуваме, затоа што не ни е све јасно што точно се случуваше таму. Но ете, за сега таа приказка воопшто не е завршена. Ако го видиме неговиот Facebook профил, тоа всушност кој да нема личен живот. Целиот живот му е сведен на партија. И нели со завршување на неговите партиски ангажмани официјално, неофицијално, неговиот Facebook профил е целото само со партиските активности на владеачката гарнитура, односно на ВМРО. Она што е интересно сега во овој момент, не само што не е завршена приказката, туку што гледаме дека партиските мегафони ја засилуваат риториката дека Сечевич кога беше на првото место, а сега Виктор Тимовски кога беше на истото место, дека всушност СДСМ сега на некој начин ја се обидуваат пропагандата да ја наметнат дека СДСМ тоа го правеше во минатото, сега ние се департизираме со партиски човек. И она нели сега интересен е моментот да видиме како ќе реагира премиерот Мицкоски, затоа што он рече во неговите нели 100 дена излагање дека они се коригираат ако видат реакции од граѓаните и од медиумите и од нели јавноста. Па сега, ако нема реакции за овој случај на новиот новоназначениот директор на АНБ, кој патем пред месец дена си праеше хехенца дека таа е агенција пред изумирање, сега е нели можеби карма, тоа го ставија на лидер на тоа место. Но моментот е да видиме каква ќе биде реакцијата од премиерот, затоа што има силна реакција за неговата партизација, сега можеби официјално, нели законски, што би рекол Балашчевич и све по закону, законски можеби е нели чист, но колку е морално и етички, знаејќи дека во минатото се извршувал партиски функции. Денеска веќе тоа не е како гума све да избришеш што си бил член на партија, па може би твоите вработување, унапредување во кариерата се должи на таа партиска позадина и одеднаш све да заборавиш и ти да бидеш човек на државата, не на партијата. Она што е интересен момент е што ние како држава треба да тие луѓе кои што некогаш работеле во тие служби треба да бидат во служба на државата и на граѓаните и не со секоја промена на власта да си ставаат нивни послушници како што или па некој братучеди. Среќа во целата несреќа ова со овој човек е дека се уште не знаеме дали има роднинска врска со премиерот како во минатото кога нели премиерот Груевски си го назначи првиот братучет за шеф на УВК. Партиската врска е секако пресудна, таа е најважна во оваа земја, а роднинската може да помогне. Тоа значи дека темата е отворена, ме потсеќа на една друга тема што ја објавивме пред некое време. Те гледам, Драган, само да завршам со екран. Ја објавивме за тоа дека едно лице според анонимни извори во владата, едно лице под униформа, што беше под униформа, се спрема за функција во владата, што исто така може би е според законот, меѓутоа, како што велиш ти, дали е тоа кредибилно, дали тоа е етички, е големо прашање. Се разбира, има една многу важна поента тука. Чувствителни сектори и функции, како што е Агенција за национална безбедност, не смее да биде водена од партиски луѓе. Било да се работи за сегашната власт или за претходната. И исто така, секоја наредна власт се потпира на тоа дека има таква практика имала претходната власт.
И тоа не значи дека вие треба да продолжите или да возвратите со вашите партии. Затоа е и бивша Туку власт. едноставно имате обврска да ги напуштите тие практики и да направите нешто како што треба. Тоа не е оправдание ниту за едната, ниту за другата страна, било кој да е на власт, за да се партизира таквите, особено таквите чувствителни сектори, да не зборуваме за тоа дека не треба се партизира ништо во смисла на администрација, агенции, државни безбедност и така натаму. Да, Драган, сакаш да кажеш, извини. Во однос на Дехран што спомна дека по закон било тоа во ред дискутабилно и тоа прашање искочи дека Да. ОФЛ сертификатот што го добил од Бугарија, значи морал да иде до Бугарија по ТОЕФЛ сертификат човек што е функционер во оваа држава. Значи се што може да се земе од Бугарија, дека всушност во Бугарија не само таа компанија што била некоја за посредништво при работа, туку дека во Бугарија немало некој центар за ТОЕФЛ. Да. Така да и тоа е дискутабилно. Тоа и го нема. Да, точно. Да, и еве подопрен глас ДКСК може и тука да интервенира, ама да, се разбира. Ама се разбира. Да не биде последна, би сакал Билјана, колешката, да ја прашам за нејзините прилози кои се однесуваат на ДКСК, особено затоа што има врска и со изборите, а изборите се тема и на организацијата и на медиумската платформа со години од 2008 година наваму. Повели, Билјана, кажи нешто повеќе за ова што го зборувавме за ДКСК. Па да, минатата недела беше актуелна исто така и презентацијата на наудите од посебните извештаи за председателски и парламентарни избори 2024 на Државната комисија за спречување на корупција и судир со интереси. Извештаи кои што ги содржат нивните сознанија во однос на финансирањето на изборните кампањи, како такви покажа многу недоследности во законската регулатива и слабости во изборниот законник, а најмногу фокусот најмногу беше насочен кон буџетското финансирање на политичките партии, односно на изборните кампањи. Тие се водеа по тоа дека ако остане ваков каков што е, значи ако политичките партии се финансираат за своите изборни кампањи преку буџетот на државата, дека тој треба да се доуреди, значи по кои критериуми се може и кој се може да ги користи тие средства. Меѓутоа, нивната препорака се поклопи со она што го препорача и Цивил, уште на самиот старт на минатата година на работната група за изборни реформи, а тоа е да се укине ваквиот вид на финансирање на политичките партии од буџетот на државата и како за илустрација, 64% од вкупниот извор на приходи, значи на финансии кои што ги искористиле партиите, доаѓаат од буџетот на државата, тоа се 385 милиони и реста денари од буџетот на државата што го искористиле, да. Така што тоа е тоа во однос на нивната работа околу изборните кампањи, исто така имаше нека презентација, значи случаи на кои што тие работеле, во кои насоки работеле и така натаму. Меѓутоа, она што го одбележа целата таа јавна презентација беше токму овој став за кој што сите имаа што да кажат, вклучително и ДИК, и АВМУ, и па и ДЗР, кои што уште води на некој начин битка со ревизиските извештаи кои треба да ги очекуваме следната година, почетокот на следната година, јануари, февруари. Јас би сакал, ако може и да останеме на оваа линија на образложување и на изнесување аргументи и факти за тоа како државното финансирање на политичките кампањи, изборните кампањи се одразува на изборниот процес воопшто, колку е тој ефикасен и колку тој овозможува, јас тоа повеќе пати го имам кажано и на разни форуми, дека всушност тоа како што е уредено во моментов
представува озаконување на корупцијата во медиумите. Тоа е едната работа. Втората работа, видете, вие ако кажете дека постои некаква можност за корупција, па ќе го укинеме тоа не е добар аргумент. Не велам дека не треба да се укине, велам дека треба да се укине. Ние тоа го кажавме уште во април минатата година. Меѓутоа, и тоа врз основа на работилница што ја направивме со медиумски експерти, уредници и навистина искусни и ветерани во медиумите и во новинарството, уредници, директори поранешни и така натаму. Тоа не велам дека не треба да се укине, меѓутоа, ако тоа треба да се укине заради вистинските причини, а не заради заради да не речам манипулација, ајде ќе кажам импровизација со аргументите и со фактите, а тоа значи дека едноставно таа мерка не можете вие да ја укинете за тоа што постои можност за корупција. За такво нешто постојат институции кои се борат против корупцијата. Меѓутоа треба да знаете зошто треба да се укине. Тоа треба да се укине со тие аргументи со кои ние излеговме на почетокот на процесот минатата година во април. Формулацијата е многу лоша во тој контекст, како што рече и ти, затоа што укинуваш нешто поради можност. Постоење сомнеш дека може да има коруптивни ризици или пак идно влијание на политичките партии врз уредувачка политика и медиуми, што е, мислам, илузорно, затоа што тоа веќе се случува и тоа, мислам, не е ништо ново и не е искуство. Не само заради ова, туку и заради многу други работи. Да, меѓутоа тоа не е некој исклучок од некое правило, туку тоа е веќе начинот на однесување на медиумите која станува збор не само за изборите, туку и за политичките партии и начинот на нивно рекламирање overall, постојано. Ние сме во изборен процес од завршување до почеток на нови избори. А тоа дека ќе има огромно влијание не само овие, мислам, наши сознанија кои што ги имаме досега и за кои што сме зборувале, или ова што сега допрва го начнува ДКСК со нивните, нели, извештаи кои што се формални, со кои што имаат обврска да ги презентирале во собранието, темата мора да остане жива и отворена поради локалните избори 2025 година, затоа што знаеме што се можеме да очекуваме, особено со стартот на следната година. Може да не кажеш само неколку работи, бидејќи ти си одговорна и за greencivil.mk, нашиот зелен сајт. Дали можеш нешто да издвоиш од содржината на Green Civil или можеби активностите на Civil во изминатите 7 дена? Па вака, значи, како еве сега од позиција на некој што е одговорен за сајтот, односно за Зелен Цивил, би рекла дека она што ја одбележа минатава недела е нешто што го се приметува и за кое што постојано се фали град Скопје, ако не сте забележале, односно предпријатието за чистота и зеленило, а тоа е дека во континуитет ги чистат депониите и постојано алармираат на тоа, значи со фотографии, со акции и така натаму, значи тоа останува забележително, меѓутоа од друга страна е и постојаниот јас што го имаат со хаосот во сообраќајот што се случува и теми кои што се поврзани со јавниот превоз, например. А со тоа и со загадувањето и со загадувањето и со други низа зелената агенда, да. Така. Што тоа се некои теми, например, кои што уште се актуелни. Допрва ќе биде актуелна темата со грејната сезона и како таа придонесува, нели, кон загадувањето, затоа што веќе имаше и некои дебати, некои презентации на извештаи, на проекти кои што се работени со Министерството за животна средина и со одредени општини, со, нели, посредство на донатори и амбасади како што се СТАТ и така натаму. Јас колку што знам, и се лоши резултатите, например. Зелен Цивил е и еден од главните медиумски канали на балканската, на регионалната мрежа за циркуларна економија, односно за одржлива економија, и тука мислам дека е важно да се спомене дека продолжува сајтот и воопшто Цивил. Ние сме дел од Логекс и од таа иницијатива, регионална иницијатива,
И тие активности се во континуитет кога станува збор не само циркуларната економија и одржливиот разум, меѓутоа и сите оние зелени политики кои што се битни за развој не само на нашата земја, туку и на регионот, односно соработката која што треба да ја имаме во тој контекст. Да, добро, мислам дека сите ќе се согласиме дека најкратките содржини во слободна зона кои се под заеднички наслов подопрен глас, најчесто ги објавува, ги качува на сајт, односно ги едитира па ги објавува Дехран на Цивил медија, се всушност авторство на Зоран Иванов, кој го замолив да ни се придружи денеска на овој прв колегиум. Прв колегиум што ќе биде емитуван јавно, инаку секој ден правиме колегиум, 20 години наназад, 25. Зоран, дали може да излечеш некоја од бројните поенти што ги направи во текот на изминатата недела во допрен глас? Дали може нешто да искоментираме пред да прејдеме на вториот дел? Да, јас па да и таму и во таа една реченица, но би сакал да малку да гребнам од ова што до сега разговаравте вие колегите од Цивил на овој колегиум, од тие теми кои се содржани и во подопрен глас во таа рубрика на Цивил. Ова што на почетокот го спомнавте и Драга за Светската банка, многу се и за другите теми во јавноста од страна на политиката, многу се лаже, многу се ветува, медиумите од друга страна па не прават ништо, новинарството има улога да ги разоткрива лагите и да ги разоткрива неверојатните нешта што се ветуваат, едноставно нереално да се остварат. Од тој аспект сакам да посочам еден пример, например, за околу ова Светска банка што рече дека Македонија ќе остане наредни 3 години на дното, нели, на економскиот развој. За жал, ВМРО-ДПМН е партијата на власт која презема огромна одговорност за време на изборите и сега постизборно, вели вака во соопштение: преземаме конкретни мерки за заживување на економијата и за зголемување на животниот стандард. Сега пасете, не реагираат медиумите на тоа. Партијата презема, партијата не е институција. Само на неколку стотини метри е владата, таа треба да презема. Не е работа на партијата да лиферува вакви соопштенија. Таа треба да се грижи за своите кадри како функционираат и дали тие ќе придонесат за економскиот раст. Во таа смисла ние ментално мораме да работиме на оваа, условно да речем, консументската публика, медиумска, како на вистински начин да ги разоткрива лагите на, не зборувам сега за лажни вести, него како да ги разоткрива пораките на политиката кои се нереални, кои едноставно се лажни. Дури почнувам да верувам дека и тие што тоа го леферуваат така, почнуваат во тоа да веруваат. Значи, партија држава, мислам дека тоа го имавме режимот. Пак ли влегуваме во режим? И сега, она ќе, нели? Ова беше риторичко прашање или? Преполни со таа честичка ќе, преполни се. Поготово највлијателните се уште, за жал, националните телевизии и форсирањето на, условно ќе речем, на партиските уредници. Значи, тие треба да стават брана на тоа ќе, него да просудат внатре во редакциите, тоа што и Цивил, низ оваа дискусија на некој начин редакцијата го прави, да просудат што е реално, што не е реално. Ова што и, значи, околу Драган спомна за Светската банка и за економскиот развој и улогата на партијата, која не е тело конјунктурно кое треба да, што има фабрики, има партијата, не знам какви развојни, има буџети своји, па ќе ги бризга во соите од Стопанската комора. Јас колку што сум информиран, мислам дека има, па може би ќе даде нешто. Аха. Ајде, да видиме. Според одредени извори, тоа е најбогата партија во Европа, така што... Да, таа е една тема и втората тема што по мене исто така е клучна, кога зборуваме за лаги, за фрлање прав очи, за партизација на држава преку партија на власт. Ова што и Дехран го зборуваше. Мицковски вака изјавува: безбедносните служби треба да им служат на државата, а не на партијата, нели? ВМРО-ДПМН ја прекинува таа пракса. И ова што веќе беше елаборирано од страна на Дехран,
и од другите колешки, од Билјана и од другите колеги. Ако го отвориш не само Facebook профилот, него воопшто неговото CV на тој дечко што е сега шеф на таа агенција. Од една страна, значи, дали не прави будала премиерот, па на сите ни фрла магла. Значи, од сега, еве, ние ќе департизираме, а става најпартиски човек таму. Значи, најпартиски човек. Може би помалку партиски беше братучедот на екс-премиерот, нели, кој беше шеф на ДБК. Беше фамилија. И сега, клучот за мене е пак во медиумите и пак ќе речам во се уште највлијателните национални телевизии. Тие на ова некако млако реагира, се прават на 3,5. Дали се уплашени, дали се веќе згазнати со чизма финансиски или не знам како, но немаме новинарство кое може ова во старт да го разобличи, зашто ако вака продолжиме, мој впечаток е дека Македонија повторно во извештаите на Европската унија или било каде не се ни битни извештаите, ќе бидеме сами, ќе се квалификуваме дека живееме во општество и во држава на режим. Тоа сакав да кажам, мислам дека Цивил е и од оваа дискусија што денеска се водеше е на добар пат да го искористи новинарството како своја најсилна алатка во обраќање на јавноста за да ги разоткрива овие некогаш низ аналитички текстови, некогаш низ коментари, некогаш низ хумористични и сатирични текстови, нели? Да им се обраќа на како се вели со чист образ да им се обраќа на своите читатели. Повторно ќе кажам, мислам дека малку повеќе тоа умешно го прави вашиот соработник Љубомир Костовски, да ги анализира малку повеќе македонските медиуми и на овој простор во рамките на Цивил, за да можеме на консументите да им кажеме на крај на краишта што е здраво да слушаат и да гледаат, а што е болно, бидејќи ова второво, ако се премолчува, повторно не носи во режим, барем според реакциите. Еве од првото соопштение околу економскиот раст дека партијата ќе го донела или околу ова дечко што стана шеф на тајната служба на македонската полиција. Благодарам. Дехран крена рака пред малку, ти благодарам многу, Зоран, и навистина ми значат овие охрабрувачки зборови, овакви карактеризирање на работата на цивил, еден ветеран од твојот ранг, секако дека значи нешто во оваа дискусија и во овој контекст. Дехран, повели, сакаше нешто да дополниш? Ако уште памтиш. Само сакам да надополнам со Зоран околу партизацијата на државата, па ние гледаме билборди кои што се нарачани од партијата дека државата наследила долгови од претходната власт. Како тоа партијата знае за некој што е внатре во државата. Тоа, например, ако треба веќе државата, кој што ја раководи министерство, не знам, премиерот и да пишува Мицковски, премиер на државата, вели, наследи 250.000 евра, не може. И тоа е моментот каде што еве сега портпароли, ние имаме портпароли што вчера бе од Белата палата, денес се во влада. Истите портпароли, истите луѓе кои што до вчера ни кажува што треба да пишуваат против тогашната власт, сега они се во позиција од власт да ги бранат позициите на владата. Сакам да кажам дека партизацијата, да, и тоа е законски, нели, да дојдеш од портпарол на Белата палата, да одиш во друга палата, но моментот е што нели, партизацијата на државата, каде што сега пред малку Зоран рече, ние ја департизираме државата. Првите луѓе што ние ги гледаме портпароли се имаме координатор на портпаролите. Мислам, прв пат у животот, до сега ја не знам, помлад сум, вајда другите повеќе памтат по искусните новинари, но ја колку што знам, прв пат имаме координатор на портпаролите. Не сум сигурен дека е новина. Не сум сигурен дека е новина тоа, напротив. Но во секој случај да ја сваќам поентата. Колешки и колеги, односно колешки и колеги, сега добро е да испланираме, односно да поразговараме кратко, во кратки црти, што ќе
понудиме во наредните денови. Неделата почна, веќе се работат темите, се разбира и некои интервјуа се закажани и допрва ќе се закажуваат нови интервјуа. Видеопродукцијата на Цивил е максимално динамична, уште повеќе ќе се интензивира, но да видиме што имаме во наредни неколку дена до крајот на неделата, што можеме да очекуваме, што ќе понудиме. Повели Дехран? Кој секогаш секој ден ние живееме во сфера, во општество каде што секој ден имаме по неколку дезинформации и лажни вести кои што се пропратени со говор на омраза. Еве денес она што е најактуелно, гледаме како некое видео кое што нели се што доаѓа кај нас прво доаѓа во Србија, под Србија доаѓа во Македонија како ексклузивка. И таму има едно видео кое што претходните денови некако се вртеше на социјалните мрежи, особено на TikTok, каде што наводно како пародија прават, како службениците се понашаат со граѓаните, односно девојка која што јаде на работно место, па му вика не можам да ти услужам пошто јадам. А на пауза ќе си одам, пошто на пауза не се јаде, се шета, се прави, се завршуваат други работи. И тоа го прават тука сега некој тип кој што нели во Македонија со коментар вака се работи во МТВ, што не е вистина, тоа е пародија и хехенце. Но е дел од партиските војници од двете страни. Едните напаѓа дека тоа е напад кон премиерот, кон министерот Тошковски, другите па прават кампања како всушност се работи на шелтерите и како не се услужуваат граѓаните, без да објасна дека тоа е пародија и дека тоа не е вистината. И тоа гледам на социјалните мрежи особено актуелно, кое што за жал фали еден момент да стават дека е сатира, дека е пародија, и тоа на граѓаните мора од старт да им се укаже дека е пародија и сатира, да не дојдат во заблуда, па после тоа да бараат други канали, да стигнат до оригинало, да видат дека тоа е всушност од Србија, а Србија од кој знае од каде го зема како видео. Исто така исто така имаме и сега да направиме во моментот тоа што го работаме, бараме еден профил кој што е лажен и кој што е наменски веројатно дојден во Цивил, да коментира и да се заканува. Па да видиме кој што е како е, пошто да најдеме тој профил инаку му благодарам на Аријан што мислам дека Аријан ми го пушти прв тој. Има една печатна грешка или нешто друго се работи, прашува под објава која нема врска со мој текст, прашува на Џабир Дерала кога ќе му ставиме метал во глава. Мисли на метак, пошто во декември минатата година имав такви, не, тоа беше со куршум, во меѓувреме имаше метак у глава, а сега имаме нов израз метал во глава, или е можеби печатна грешка, како и да е, овој профил позајмил име и презиме од позната македонска новинарка, наша колешка. Добро, Бибе, што можеме да очекуваме во наредниот период од тебе? Во наредниве неколку дена? Вака, значи, јас само да потсетам дека започнавме една иницијатива како Цивил медија, тоа е прашање на денот. Денот веќе го стартувавме со прашањето на денот, и тоа е нешто што колку имаме до сега? Имаме повеќе од 30, мислам. Имаме, да, многу повеќе, значи секој ден имаме прашање на денот, некаде почнавме од 1 септември, така што може да се направи математика колку се. И е одлична и многу интерактивна и во принцип многу помага да се види, нели, како реагира јавноста на актуелни прашања, претежно, нели, оние што не тангираат нас, меѓутоа и оние кои што надворешно влијаат на нашата внатрешна политика.
Така што од секој ден може да се очекуваат прашања на денот, за денеска веќе нели го поставивме. Так. И се разбира, тоа им го кажуваме и на самите читатели, оние што ни праќаат коментари и пораки, а тоа е дека нивните реакции ги објавуваме следниот ден. И можат слободно да се пронајдат и таму, па дури дополнително ако прашањето е во петок, тогаш се објавуваат Тоа е во понеделник. во понеделник и веќе реакциите се објавени за петочкото прашање, што тоа беше една од задачите кои што ги преземав денеска. Тоа е како или прашањето беше како партиите комуницираат меѓу себе и со јавноста. Заклучокот е дека тие не комуницираат, туку манипулираат и дека секогаш го гледаат првенствено од својот интерес, а меѓусебната комуникација има многу лоша и катастрофална. Тоа се мислам збирно коментарите, меѓутоа има навистина интересни, така што може да се прочитаат. Друго што ќе биде актуелно, тоа ќе биде митингот или начинот на кој Трамп ќе се представи, збориме сега за избори во САД на Media Square Garden на 27 октомври, затоа што се очекува, дури веќе се анализираат каков може да биде неговиот настап на тој собир во однос на тоа како до сега ја истера изборната кампања, каква реторика користи, кои наративи ги користи и така натаму. Имаше една споредба со Ноќта во градината од 1939 година, односно Американско нацистичкото здружение Бунт и нивниот начин на мобилизирање на некој начин на американците пред почетокот на Втората светска војна. Дури му направиле и паралела на тоа како некои реторики кои што ги користи, како што тогаш ја користеле Америка на прво место, ги користи тој ден денеска и како всушност како мислење има тој за сите оние кои што не се американци. Значи, збориме за сите оние кои што се од други националности, па дури и за евреите кои што ги има во голем број во Америка. Се очекува, значи се очекува да се види каков исход ќе има тој собир на Media Square Garden. Меѓутоа, она што го прават е сега во пресрет на 5 ноември, со оглед на тоа дека изборната трка е навистина тесна меѓу подпредседателката Харис и Доналд Трамп, е тоа како тоа се рефлектира на Москва, односно на Русија, и денеска и тоа излезе една таква анализа за тоа како Москва гледа на и каков исход на Москва уствари и одговара на 5 ноември. Знаеме сите, но ќе биде многу меѓутоа, интересно за нашите читателки и читатели да Поентата е дека да во видат, 2016 тие имале поинакви очекувања од така, Трамп, да. па останаа разочарани, па овој пат се малку повнимателни во однос на поддршката која што изразуваат, барем јавно, мислам, нели? Да. Кои им се внатрешните меѓу односите. Да. Фала ти многу за редовните информации, особено важни анализи, ова, например, што го слушнав сега за настанот на Трамповата кампања на Media Square Garden, е навистина интересно, ново и е добро да се види кои се предвидувањата, откако ќе се одржи, пак да видиме дали нашите предвидувања биле точни. Имам и јас неколку идеи за тоа што тој може да каже на тој Media Square Garden, да биде различно од тоа, односно да биде претерано од она што веќе го знаеме. Се разбира, фала ти многу за редовното известување од изборното бојно поле во Америка, кое е и текако важен политички настан со планетарни размери. Се разбира, тука имаме и навистина квалитетни анализи, квалитетни информации, квалитетни прилози во цивил медија, се разбира и во trade.mk на албански јазик, а имаме и по некоја анализа на civil.today на англиски јазик. Повели Драган да ни навестиш што можеме да очекуваме од тебе во овие денеска, утре, деноиве. И на почетокот навестив.
Значи дел ќе биде Да. следење на, нели, на одгласите на планот на Зеленски. Сега баш моментално и денеска тоа го почнем го работи, тоа ќе треба да се следи, ќе има тука уште не се изброени ни до крај ливчињата во референдумот и председателските избори во Молдавија, кои секако ќе бидат индикатор на докаде стигнало руското влијание не само во Молдавија и соседна Грузија, него преку нив и на Балканот, значи како сето како поврзани црева. Исто и за Украина исто уште неколку теми. Конкретно секојдневните гранатирање на цивилни цели, посетата денешна на Лојд Остин, државниот секретар за одбрана на САД, но и мене вака многу што ме симптоматично уште не е потврдено на двориш извори, но разузнавачите Украина јавуваат за десетици илјади севернокорејци испратени во Русија кои се на обука за да влезат во борбите во Украина. И сега доаѓаме до ситуација кога Само да те прашам, дали се работи за десетици илјади севернокорејски патриоти или некој што може да се согласува со политиката на Ким Јонг Ун? Аз колку тоа што го читам, мислам дека се пратени од Ким Јонг Ун и се војници. Само што се сега на обука со користење на руски... Прашањето беше шега. Речка, да. Обуката им е да се усогласат со рускиот, валјда, со руското оружје и рускиот начин на командување и слично, и сега доаѓаме до една апсурдна ситуација, но се напаѓа Западот, се напаѓа НАТО, зашто им давал оружје на Украина, додека купуваш оружје од Иран, додека купуваш оружје од Северна Кореја и носиш борци од Северна Кореја. Значи, кој е тука? Да, добро. Абсурдниот начин на комуникација на Кремљ со светот е веќе навика дури и пред да почне целосната инвазија, но тоа е тоа. Ти благодарам. Зоран, повели да ни предложиш нешто или да најавиш? После ова колеги, твоите колеги и мои што го кажа, па и ти, нели, и во најавата, и во плановите, и во освртот за минатата недела, и во најавите за наредниве денови, мене ми останува само да порачам на консументите на Цивил и на тие што не го консумираат, нели, да се приклучат на тоа копче. Ако сакат, може би не е најбрз, но затоа е најобјективен, најаналитичен и најпрогресивен. Во таа смисла, еве, сакам со таа порака да го завршам моето учество во денешниот колегиум на Цивил. Благодарам многу, Зоран, се надевам дека ќе ги оправдаме тие очекувања и дека и тебе ќе те послушаат читателките и читателите и дека ќе се зголеми нивниот број. Како и да е, јас би сакал да најавам на колешките и колегите дека веќе сум во процедура во процес на добивање неколку интервјуа, некои од земјава, некои од странство. Исто така темата што се однесуваше на можностите од воен конфликт меѓу Русија и Европа и НАТО, ќе продолжам со тоа истражување, со таа анализа и ќе насочам кон воено-безбедносните и политичките прашања, клучните политички прашања и во регионот на Западен Балкан и Југоисточна Европа. Се разбира моето учество и на подготвителната конференција во Берлин за пред Берлинскиот самит беше значајно вмрежување и запознавање со голем број луѓе од целиот регион и се разбира дека тоа ми донесе мене, со тоа и на сите нас многу контакти, многу информации, што исто така ќе биде интересно да се види преточено низ медиумски содржини.
Се разбира, јас останувам и во доменот на темите поврзани со хибридните напади, хибридните закани, како и со неколку други теми во доменот на интересите на цивил медија. Тука некаде, ако немате ништо против, јас би го завршил овој колегиум, ово издание на колегиум. Прво што го споделуваме со јавноста, се разбира со информација дека наредната недела, наредниот колегиум ќе донесеме повеќе информации за нашата голема меѓународна конференција што ќе биде одржана на 12 декември со учество на повеќе од 100 луѓе, 100 учеснички и учесници на различни теми, повеќе за тоа идната недела, во меѓувреме останете во контакт, да им порачам на читателките и читателите, останете во контакт со нас. Секое прашање, пријава за корупција, пријава за говор на омраза или дезинформација ќе биде достојно третирана. Сите извори што сакаат да бидат анонимни, такви ќе останат. Се што мислите дека треба да споделите со јавноста или со нас, или да започнеме ние некоја тема по ваша идеја, ние сме тука за вас. Колешки и колеги, ви благодарам за учеството на овој прв колегиум. Се гледаме веќе утре во канцеларија без камери и веројатно малку и поопуштени. И се разбира со нашите читателки и читатели идната недела отприлика во ова исто време. Се гледаме. Чао.